Започна интернационалниот етнографски филмски фестивал и Линденски денови во Битола, а ќе се одржува до 30 јули. По тој повод ово утро директно од Битола ни допатува Маја Андоновска-Илиевски, директор на Националната установа Центар за култура Битола. Маја, добро утро. Добре ни дојдовте. Го најавив јас Македокс пред тој, така се погодија датумите. На ист ден стартуваше и Македокс, но и фестивалот и Линденски денови. Точно така. Меѓутоа, само да ве коригирам. Добро. Филмскиот фестивал во склоп на Линденски денови е дел од ов програмата. Инаку целиот фестивал и Линденски денови трае од 18 до 30, додека филмскиот фестивал трае една недела, значи од 18 започнавме, веќе 2 дена ги гледаме етнографските филмови кои што ги селектираше селекторот Тони Гламчевски, нашиот познат новинар кој што живее во Франција, во соработка со фестивалот во Нанси. Тоа е еден нов проект кој што се случува за прв пат оваа година во склоп на фестивалот и Линденски денови. Проект кој што имаше свој зачеток можеби пред 10 години, кога ние пред се ги прикажувавме македонски етнолошки етнографски филмови, дел од архивата на Македонската радиотелевизија, дел од во соработка со кинотеката на Република Северна Македонија. Меѓутоа, самиот тој проект наложи дека е време да пристапиме малку посериозно и оваа година некако природно се случи да се формира и овој интернационален фестивал, интернационален етнографски фестивал, кој што за свој селектор го имаме, се разбира, нашиот Тони. Ќе понуди навистина интересна селекција на филмови. Започнавме со филм од Финска. Овие денови ќе има можност да се прегледаат филмови од Бразил, од Венецуела, од Мексико, од Португалија, од Франција и така натаму, со тоа што имаме во селекција 6 долгометражни и 5 краткометражни филмови, но тоа е само една од низата настани кои што во овие 12 дена ги подготвивме за битолчани, бидејќи Линденски денови еден навистина голем фестивал, еден фестивал кој што 52 години гради една сериозна историја и затоа и нашето мото оваа година се вика од корените до цветот. Фестивал кој што започнале да го вртат пред 52 години, кој што започнал како смотри на фолклор, па преминал до републички фестивал на фолклорни песни и игри, за денес навистина доживаме епитет на еден интернационален фестивал кој што е единствен од нашата држава, кој го има сертификатот на ЦИОВ. Да, неговата цел е дефинитивно фестивал на народни игри и песни, но ете, ајде да не направам повторно збунка, да кажеме кои се настани се во склоп на целиот овој фестивал од 18 до 30 јули. Значи, ов програмата ни од 18 до 26. До 26, добро. На 26 е традиционалното и многу познато дефиле по широк сокак, со кое што и официјално го отвораме фестивалот. Значи, до 26 имаме етнографски филмски фестивал. Синоќ имавме промоција на еден многу интересен проект на магистар Благојче Трајковски, нашиот познат музичар, по повод 100 години од раѓањето на Тале Огненовски, бардот на кларинетистите во нашата држава, едно сериозно еминентно музичко име. Благојче имаше промоција на книга и промоција на документарен филм. Имаме 7 изложби, имаме детска ликовна работилница, имаме семинар на традиционална музика и песна. Потоа имаме, го кажав тоа, традиционално отворање на фестивалот со дефилето по широк сокак и традиционалните концерти кои што се случуваат под отворено небо. Оваа година морам да напоменам дека освен ракометното игралиште кое што во Битола е секогаш традиционално врзано со фестивалот, ќе имаме концерти во предофицерски дом, ќе имаме концерти на плоштад Магнолија, во Хераклеја, по широк сокак и во старата битолска чаршија. Освен традиционалните концерти кои што се на ракометно, имаме концертни на староградска музика и песна, имаме ехо од дамарите, ги имаме концертот на танец и Владко Стефановски, кој што се случува еден ден после свеченото отворање. Имаме симпозиум, една стручна расправа на фолклорните работници од нашата земја. Имаме, како што напоменав, напладне во чаршија, па имаме со песна игра по широк сокак, и ги имаме традиционално веќе некоја година поред ревија на македонски облеки. Морам да напоменам дека ова е фестивал кој што пречекува 1000 до 1500 гости од земјава, но и од светот. Еве, оваа година имаме 7 земји кои што ни доаѓаат на фестивалот: Полска, Шпанија, Италија, Колумбија,
Америка и тоа гости од Јута и од Мексико, како и Србија, имаме цинцарска група од Србија, но ги имаме и елитата од фолклорот од нашата земја, во која што, како што споменав, ни доаѓа танец, со еден прекрасен мултимедијален проект ги имаме и ансамбл Македонија кој се нераскинлив дел исто така од нашиот фестивал. Потоа го имаме Кути Линден од Битола, и сите групи кои што ја преживеа оваа корона криза, бидејќи фолклорот навистина се соочи со сериозна криза во изминативе 2 години, и сите групи кои што останаа да функционираат и сериозно пристапуваат на фолклорот се наши гости на фестивалот, да не ги бројам пошто се навистина над 40 ансамбли кои што доаѓаат на нашиот фестивал. И верувам дека со тоа на публиката им нудиме еден навистина широк спектар на настани и секој ќе си пронајде по нешто на кое што би присуствувал и би го гледал. Затоа што и Линденски денови не е само фестивал на песна и игра. Заборавив да споменам, имаме дури и театарски перформанс на Филип Петковски Популус, кој што гостува пред отворањето официјално на фестивалот, така што ова е фестивал кој што инспирира театарски работници, етнолози, етнокореолози, филмски работници, ликовни уметници, а пред се нели ансамблите кои што го негуваат нашиот македонски фолклор и се разбира ги отвораме вратите за светот, па ја претвораме Битола во една навистина интересна фолклорна разгледница во која што се испреплетуваат најразлични шарени облеки, ритми, музики и така натаму. Да, Битола тој го заслужува, дефинитивно. Споменавте Колумбија, Мексико, тоа само зборува за величината на самиот фестивал, кажавме, ако може да го дефинираме фестивал на кој што се слави културата и се слават различностите, така да убаво ќе биде веќе да се присуствува во Битола, дури и денеска, бидејќи сето ова се случува, така да кој има можност до 30 јули да го поканиме и да биде дел од програмата. Верувам ќе ми простите што малку и се збунив на почетокот, но со ваква обемна програма и можеби оправдано е малку да се збуниме ние кои што ете досега не сме биле посетители на фестивалот, но тоа е наша грешка и верувам дека годинава ќе го посетиме. Нашата покана е секогаш отворена, особено за македонската телевизија, заради тоа што македонската телевизија е всушност најголемата архива на овој фестивал се наоѓа токму во вашата телевизија, затоа што ова е еден од најголемите фестивали од ваков опсег во државата и, како што веќе споменав, единствен фестивал со ЦИОВ сертификат кој што е партнер со УНЕСКО. Ние се запишуваме на мапата на најдобрите светски фестивали на фолклор, затоа што ЦИОВ е еден вид кремот на фолклорот во светот и јас навистина секогаш со гордост го зборувам тоа дека нашата заложба е да останеме во ЦИОВ, бидејќи ние навистина исполнуваме услови за да го имаме тој сертификат и токму затоа овој фестивал од година во година расте и опсегот на настани кои што се случуваат во склопот на фестивалот се дели од условите кои што ги исполнуваме кон ЦИОВ. И ние се радуваме затоа што веќе фолклорот не е само хоби, туку и професија, заради тоа што и на факултетот во Штип и на факултетот во Скопје нели има кадри на етнолози, етнокореолози и така натаму, дури и кадри на музичката академија во Штип која што ги негува традиционалните македонски инструменти и мислам дека и Линденски денови е фестивал кој што постои и цврсто се потпира на кадрите кои што излегуваат. Речи се сите изложби кои што ги имаме во склоп на нашиот фестивал, со исклучок на една-две, се токму од етнокореолози кои што излегуваат како кадри од нашата земја, верни пријатели на фестивалот и јас секогаш со радост кажувам дека како ни расте фестивалот, заедно со нас растат и кадрите и созреваат пред се професионално етнокореолозите во нашата земја. Морам да споменам дека ова е фестивал кој што има и своја жири комисија, кој што го оценува делот на македонските групи, значи на групите кои што го негуваат исконскиот, значи на стар фолклор кој што не е стилизиран и така натаму. Исто така таа жири комисија е од еминентни професори, еминентни фолклорни работници, така што ние навистина се трудиме многу сериозно и многу професионално да пристапиме на овој фестивал и верувам дека самото нешто што 52 години опстоил и се развил во еден вид на интернационален фестивал говори за заложбата на пред се Валентин Соклевски, нашиот стручен соработник од Центарот за култура кој цел свој животен век го посветил на работата на овој фестивал, но веќе и во воведувањето на новите кадри кои треба да го наследат фестивалот, затоа што кога се
помислува на лето во Битола. Многу генерации битолчани ги врзуваат спомените со Илинденски денови. Особено со тие вечери на ракометното игралиште, каде што буквално цел град се собира да ужива во тие концерти на македонскиот фолклор пред се, а потоа и на она што ни доаѓа од надвор. Благодарам за гостувањето денеска. Убаво е да се биде во Битола овие денови и морам да ве пофалам, дефинитивно станува збор за голема организација, каде што еднаш битолчани се покажаа како навистина одлични организатори, но и домаќини, така да се гледаме на фестивал. Ви благодарам на поканата, ве поканувам на фестивалот и се надевам дека и понатаму ќе останете наши верни пријатели за сите настани кои што се во организација на Центарот за култура од Битола. Така, благодарам уште еднаш и посакувам успешен фестивал до крајот.